денеска во медиумите излегува текстови каде што ве споменуваат повторно вас дека имате партнерски односи, партнерски релации со дел од компанија која што е регистрирана на Белизе. Видете, значи јас имам во моето портфолио фирми во кои што има, тоа ќе испадне сега во анкетниот лист, капитал од 78 милиона евра и над 50 милиона евра обврски. Тоа се значи обврски према кредити, доверители и така натаму. Значи вредноста на компаниите кај мене е некаде околу 25 милиона евра. Немојте да се плашите од луѓе кои што нивниот капитал е во компаниите. Плашете се од луѓе кои што во компаниите имаат нула капитал, а ги имаат парите дома. Тоа се тие кои што вие ги кажувате дека не плаќаат или не знам што прават, тоа се шпекулации. Значи ако ги имате вие парите во компаниите, сега зашто ние зборуваме да ви кажам? Ние зборуваме за еден проект Хидроосогово кој што е помалце од 1 мегават или кој што има сопствен капитал од 600.000 евра поделен на 3 компании. Тие 3 компании се, значи, мојата 33% и на мои двајца другари кои што замолиле да учествуваат во некој проект за да имаат и они некаква инвестиција и сигурност и јас тоа сум им го овозможил. Значи ние зборуваме за компанија во која што капиталот на секој поединечно е по 200.000 евра сопствен, а целиот проект кошта некаде околу 2,5 милиона евра. Значи ние зборуваме за еден мал дел од моето портфолио. 1/3 од тоа беше мој странски пријател, кој што, значи далеко од било каква врска со Македонија, она што се шпекулира, кој што инвестираше, значи, и си ја регистрира фирмата на тој начин. Но кога стана малце понемирно во Македонија, тој дел, свој удел го продаде на име и презиме кое што денеска стои во Централен регистар и практично вие денеска во Централен регистар си имате, значи јас не сум имал никогаш фирма во Белизе, значи не сум бил јас никогаш собственик на фирма во Белизе и моите фирми сите имаат крајно име и презиме Кочо Андишев во Централен регистар и таму тоа значи дека јас сите даноци, а тоа ќе го видите во анкетниот лист што ќе го понудам, сум ги платил во Република Македонија, не испаднале никаде од државата надвор. Јас од моите компании сум извлекувал средства толку колку што ми требале за добар живот. Сите останати средства сум ги реинвестирал. И тука се согласувам во потполно со вас дека јас ќе ви кажам, никој не може да има, значи во Македонија фабрика или било каде во светот, ако најмалце 80% од добивката не ја реинвестира. Ако вие тоа не го правите, вие за 5 години немате фабрика, не можете да ги средите технологиите, не можете да купувате нови машини и така натаму. Не знам дали ви одговорив конкретно на прашањето, мислам дека најконкретно ви одговорив. Значи, ако се прават некои алузии дека тоа било некаков притисок, јас сум имал други типови на притисоци, ако сакате ни требат 1-2 емисии за тоа да зборуваме. Но ако такви притисоци некој сакал да ми прави или така да ги поврзува, сигурно немало тоа да биде со 33% најмалата компанија. Така, ќе било на многу поинаков начин. Така да ви благодарам на некој начин што ми го поставивте ова прашање, да биде разјаснето. Видете, мене ми е јасно дека тоа ќе биде интерес на јавноста. Меѓутоа, од друга страна, очекувам малце поише да зборуваме за економските проекти, да зборуваме за економијата, да зборуваме за тоа што планираме да го направиме. Јас гледам дека медиумите во одредени медиуми, нели, значи тоа се мал број на медиуми, веројатно, па би рекол, веројатно малце од некои центари инструирани, значи гледам дека се занимаваат со тие работи, мене ми е драго, јас сум спремен да дебатирам за тоа со нив. И еве доколку има и понатаму отворени прашања, јас ќе одговарам. Да забележам дека